председателка, почитуван господин Миле Стојановски. Вие сте член на работната група на неевидентирани лица при Министерство за труд и социјална политика и како што рековте, веќе сте учествувале на сите средби со представниците од сите останати институции. Од материјалите кои ги имавме на разгледување се гледа дека Министерство за труд и социјална политика бил иницијатор за изработување на овој закон за неевидентирани лица. Тоа ми е многу познато, затоа што вработените во центрите за социјална работа се првите лица и вработени кои имаат и ги детектираат токму овие лица без идентитет и неевидентираните лица. Еве имам еден пример, да кажам, кај нас во Гевгелија имаше две такви, сега има евидентирано 12, меѓутоа претходно имаше две такви лица, чиј идентитет не беше познат, меѓутоа се заврши со ДНК анализа и со голема упорност и добра волја на вработените во Центарот за социјална работа Гевгелија и на управата за водење на матични книги, исто така од Гевгелија. Меѓутоа, овој закон, иако замислен да ги реши сите овие наталожени проблеми, излегува дека не може да се решат и овие лица не може да ги остварат замислените права, нели најосновни права на секој човек во нашата земја, правото на здравство, на социјална заштита, на вработување и така натаму. Проблемот се јавил со евиденциониот број, кој требало да го замени матичниот број, но нешто што видов во документите исто така е дека Министерството за труд и социјална политика е првична институција која објавува јавен повик за да дојдат неевидентираните лица и да се пријават. Овој јавен повик е започнат од 2.4.2018 година до 28.9.2018 година и овој рок бил неколку пати продолжуван. Моето прашање до вас е дали јавниот повик се уште трае, затоа што имам сознание дека официјално не е затворен. Второто прашање е зошто после скоро 5 години од објавување на јавниот повик во оваа институција во неколку градови, меѓу кои еве и Гевгелија, се уште нема посебна книга за заведување на овие неевидентирани лица. Дали овој проблем е познат на вашата група? Благодарам. Ви благодарам, колешки.